Почитуван градоначалник, почитувани представници на Македонската православна црква, пратеници, градоначалници, директорке, заинтересирана јавност на град Штип. Прво, ви благодарам што дојдовте да ја проследите оваа промоција и на тој начин да ја увеличате, бидејќи станува збор за една навистина обемна операција која што траеше подолг период. Операција која што, фала му на Бога, успеавме да ја завршиме. Операција која што, ако ќе беше позната дека ја тераме, противниците на македонското револуционерно дело ќе најдеа начин преку Брисел и Вашингтон да ја спречат. Но не ја спречија. И сега е веќе нивна тежина околу вратот и никогаш нема да се ослободат од неа. Затоа што ќе се потрудиме секаде да се најде, да биде достапна. Во моментов може да се најде во архивот во Штип, а наскоро ќе дојде и во библиотеката. Се разбира, може и да се поседува лично. Оно што е битно од денешна перспектива е дека моментно постојат две тези, на повтор пат кажувам, противниците на македонското револуционерно дело, кои што се лиферуваат и денеска од медиумите блиски на СДСМ и Сорос. Тоа се следниве тези. Првата теза е: нема ВМРО. Тоа било некогаш и завршило. Дали било 908, 918, 34, битно нема ВМРО. Тоа е едната теза која што секој ден ја слушаме. А втората теза е дека по изборите треба да се укине ВМРО. Значи да се донесе закон и да се забрани употребата на името ВМРО како дел од политичката партија ВМРО-ДПМН. Ако само и малку ја проследите логиката на овие две тези, ќе сватите дека се контрадикторни, но ако малку подзагребете понатаму во инспираторите на овие тези, ќе сватите дека доаѓаат од исти центар. Тоа е или нема ВМРО, или ако го има, да го нема. Но ВМРО го има, и не само што го има, и ќе продолжи да го има. Ако се анализираат, читаат, консултираат овие страници, токму тоа што го кажав, ВМРО го имало од секогаш, станува реалност. Односно, се открива континуитет. Ако власта почнала тогашната комунистичка во 45-та година, веднаш на се уште незавршена Втора светска војна, да се пресметува со ВМРО-вските елементи, кои што во голем број на случаеви биле 20 годишни момчиња, тоа значи дека тие повлекле континуитет од некаде порано. Дали тоа го слушале од своите родители или од своите дедовци, но тие формирале, уште додека траела Втората светска војна, ВМРО-вски групи, кои што имале сосема поинаков став за тоа како треба да се гради Македонија по завршувањето на Втората светска војна. Тоа покажува континуитет. Понатака, се до 90-та година, вие наоѓате разни групи ВМРО-вски, некои се и терористички, кои што извршиле, да речеме, терористички напади во Скопје на грчката амбасада, на политика, представништвото во Скопје. Јас сум убеден дека многу малку од вас знаат дека такво нешто воопшто постоело. Тоа е затоа што судењето на таа група е извршено во тајност и никаде не е објавено. Ама денеска е објавено тука. Значи, групи постојат до 90-та година кои што имаат една те иста мисла, независна,
и многу е важно обединета Македонија. Ова го потенцирам затоа што ова се табу теми од политички аспект и тоа се забранети теми како до 90-та година, така и после 90-та година до денеска. Зошто? Затоа што официјалната комунистичка, левичарска или ако сакате југословенска историографија нас не учеше дека тоа се некои приказни кои што завршиле во 913 и од тогаш преминале во легенди. Не е така. Ова едиција покажува дека не отишле во легендите, него дека биле во мислите на вашите татковци, на вашите дедовци и претходно на нивните дедовци и не знам се до каде се враќа таа мисла наназад. Но никогаш не престанала да постои. Оно што е многу битно е дека тој континуитет не само што е потврден до 90-та година, но преку оваа едиција ќе утврдиме дека УДБА го потврдила и после 90-та година. Зошто? Затоа што оној несреќник Слободан Богоевски во својот настап режиран, нарачан и во истата конотација од прошлата недела со овие тези дека нема ВМРО, ако приметивте рече како е можно партија со 13 комитети да победи на избори. Па тоа дека било злоупотреба на ВМРО. Еве јас да ви кажам како е можно. Кога ќе ги прочитате овие страници и многу други ќе сватите дека македонскиот народ го чекаше формирањето на ВМРО ДПМН и во него не влезе како партиски член, него како израз на вековна потреба за своја држава и затоа победува ВМРО ДПМН. Удбашите, не сакајки преку овие документи го потврдуваат токму тоа. Имено, ако се донел устав демократски, кој што значел дека се менува политички систем, Македонија преминува во повеќе партиска парламентарна демократија, тоа значело дека треба да се прекине, воопшто и не е дозволено да се продолжи со такви методи. Но, сите оние спорни ВМРО-вски елементи, кои како поединци или групи биле следени до 90-та година, од формирањето на ВМРО ДПМН станале активни во таа партија, така што УДБА по континуитет продолжила да ги следи. Она што го кажа Предраг, дефект е што не сме имале доволно демократски капацитет и да се справиме со нив тогаш. Меѓутоа, знаејќи го, она што овдека го прочитав и што секаде го кажувам, јас се чудам како ние воопшто имаме македонска држава. Како све геноцид е направен, какво малтретирање, што се им е правено на тие луѓе што биле на ВМРО-вска идеја, мене ми е нејасно како сме успеале да ја формираме нашата држава. Единствено, големата Божја промисла и несоборливата македонска енергија, кој што и денеска ја гледам тука, докажува дека Македонија ја имало и ќе ја има за секогаш. Постојат две линии во оваа држава кои што јас ги моделирам преку два лика историски. Едниот е Коте од Рулја, а другиот е Чакаларов. Коте од Рулја е македонски војвода и учесник во Илинденското востание, кој бил подкупен, купен, ангажиран од страна на Каравангелис. Практично попот што е пратен од страна на грчката држава да ја инсталира, односно да ја освои, да ја припреми Егејска Македонија за окупација. И толку не ни е битен Каравангелис за него во друга прилика, колку што ни е битен Коте од Рулја. Кога Каравангелис видел дека не може да го совлада теренот, нема доволно грчка војска, тој рекол, јас ке си најдам, ке купам, ке подкупам македонски војвода. За неговите синови обезбедил место во Атина да седат до тогашната грчка елита, а овој за возврат
работел за него. Му е скинал главата на Лазар Поп Трајков за да се додвори последни денското востание. Што ми е сега поентата на мене со Коте од Рулја? И денеска имаме Коте од Рулја, дури и потекнува цело кое што во историска гледна перспектива наклонува кон прогречка ориентација. Ако погледнете сите ликови, и тоа и Предраг го кажа, кои што денеска ја водат шарена револуција, станува збор или за удбашки семејства, или за колонизатори меѓу двете светски војни, или за луѓе кои што во меѓувреме станале, го прифатиле моделот како Коте од Рулја за 2 лири да работат против својата држава. И само така, ако ги гледате, ќе ви стане јасно дека и денеска истата структура работи на истите цели, да ја нема Македонија. Но имате од друга страна Чакаларов или чист македонски револуционерен дух, кој што никогаш не се предал, кој што е парадигма на македонштината, кога грците му е скинале главата, ја шетале низ македонските села во Костурско и Леринско и викале: "Ко нема Чакаларов, ја нема Македонија." Противниците, трет пат кажувам, на македонското револуционерно дело денеска сакаат да им ги скинат главите на тие што се денеска некој нов Чакаларов, за да кажат: "Ко нема Чакаларов, ја нема Македонија." Мојата улога и на овој тим, и на луѓе кои што денеска не се присутни со нас, беше да противниците на македонското револуционерно дело по име и презиме ги извадиме на површина, за да останат за навек во иднина одбележани какви зверства направиле, а оние кои што се жртви, надвор видовте 4 банери со 202 имиња, барем најмалку еден е тука со нас денеска, господинот Добре Мијајлов. Те поздравам. И тука е решението за заведување и водење оперативна обработка. Нема да навлегувам, нешто да оставиме и за читање. 1674 страница. Значи, тука со нас, меѓу нас, тука може има и други имиња, простете ако не ги наведувам, но тоа е, вие сте, ние сме линијата на Чакаларов и никогаш нема да не победат. Да сте живи и здрави.